Стево Пендаровски, универзитетски професор, политички активист во мирување или пред ново реактивирање. Кај сте, Пендаровски? Што молчите? На Американ коледж. Таму сум вработен, таму го заработам лебот. Тоа значи дека сте во позиција на некаква абстиненција од партискиот активитет или очекувате на еден или друг начин заедно да се заврши работата во санирањето на СДСМ? Не, јас сум тука. Изминатите 4 месеци бев присутен на Бина, која беше бомбашката кампања. 2,5 месеца бев во кампот пред владата, кампот на слободата. После тоа се вратив на факултет, значи јас не сум професионален активист во оваа смисла, меѓутоа неспорно е дека континуирано ја поддржувам активноста на опозицијата, на оваа опозиција. Си го продолжите одморот како и СДСМ до моментот додека не почна диалозите, па го продолжувате? Морам да признам дека ми изненади таа одлука на сите 4 клучни политички чинители да направат пауза кога не требаше да се прави пауза, бидејќи на Македонија треба под итно не козметичка, него фундаментална преправка во демократска смисла и меѓутоа се случи тоа што се случи. За жал изгубивме драгоцени месец дена. Не по вина на опозицијата само се разбира. Условно кажам, не појавувањето или своевидната абстиненција од активниот политички живот веќе почнаа да го вртат името на Стево Пендаровски во разни кулуари. Меѓу другото, слушам дека сте во преговори или во можност да бидете дел од движењето на Трифун Костовски. Реално сте имале контакти со бизнисменот во формирањето на така наречена надпартиска и надетничка структура, иако не ми изгледа баш најлогично тоа надпартиска и надетничка, а ќе формира партија. Не е чудно што ме ставаат во различни комбинации. Аве нема 2-3 месеци во една мала држава во која практично сите се знаеме, а јас бев минатата година и прилично политички активен со формалната кандидатура на изборите. И слушам и други разговори, има и други контексти во кои ме ставаат без моје знаење. Не сум имал никакви контакти со никого за формирање на нешто друго, трето, четврто. И предпоставам дека тоа се должи на фактот што луѓето знаат кои сум и што сум и дека немам намера во овој период и наредниот, здравје Боже, до изборите до година да се ангажирам на друго поле, во друг контекст, освен овој, каде што сум активен 5-6 години наназад. Значи во оваа опозициона коалиција предводена од СДСМ. Дали сте искрен? Апсолутно. Дали не кокетирате со други фактори кои значат некоја трета опција? Не знаете што. Мојата теза е, ја држам таа теза, независно какви се моите лични погледи за одредени поединци или структури кои се најавени за формирање, сосема независно таа лична проценка. Мојата проценка е дека ова што е така наречено лево од центарот не сме по точка разно не сме да се расцепкува, ако мислиме да ја замениме ова ригидна режимска структура на власт, во спротивно само свесни или несвесни ќе му помогнете на Груевски да остане на власт. Значи, овој дел по можност треба да се шири. Она што беше зачнато на 17 мај, на големиот митинг, предводен од и организиран од тогашната опозиција, мора да се проширува по сите структури, по сите сегменти, не да се стеснува. Не можам да видам како со намалување на коалицијскиот потенцијал вие ќе се спротивставите на една машинерија која се потпира на пари, на ресурси и на пентрек. Колку зад обидот да се групира една, да речем условно, некакви политички реслови околу некакво ново движење, се базираат на каптажата на моќта врз парите што ги има Трифун Костовски, и тоа би била провокација на обединување на одредена политичка елита или политички фактори? Јас немам доволно информации за тоа што се подготвува. Имав нешто повеќе информации за една друга иницијатива која беше во подготовка, сосема небитни се конкретните имиња, и таму имаше слични шпекулации за позадината на тоа собирање, значи не станува збор за личните или кариеристичките амбиции на секој од нас, повеќе или помалку, туку за ресурсите. Вие знаете дека опозицијата, секој што е опозиција во Македонија, па тамани да е поединец или медиум, не може да направи трансфер на минорна, на символична сума пари, а тоа да не биде санкционирано на драконски начин од УЈП и од другите алатки на режимот, а не пак вие да формирате политички субјект кој ќе претендира да биде меѓу првите два, зашто ви се неопходни минимум 1 милион евра за било каква нормална
кампања за парламентарни избори. Значи, кој тоа ќе ви го дозволи кога знаеме дека секаде се е пенетрирано и контролирано и мониторирано од големиот брат? Појавата на идејата за така наречено граѓанско движење надпартиско и така натаму не е нова. Таа подолго време обстојува. Но има тука две солуции кои се работи за конкретниот иницијатор. Дали за тоа се крие интересот на Груевски да го разбие СДСМ, нели? Или можноста заев да контролира дел од своите така наречени дисиденти кои би можел да ги абсорбира ова нова движење? Не. Јас немам информации за конкретно во движење што е точно во позадина. Се надевам и верувам дека станува збор за искрена иницијатива за обновување на македонскиот политички модел, да го наречам, со многу повеќе субјекти внатре. Значи, да не биде тоа тој ригиден бипартизам во прашање. Но сигурен сум дека режимот во оваа насока не го кажал последниот збор. Значи, убеден сум и знам луѓето, ние знаеме праксата изминативе години. Не мора да слушаме во бомбите. Тие луѓе немаат намера да се откажат од фотелите бидејќи се знае што тоа за нив значи. Значи ќе направат се, ама буквално се. Не знам, не сум сигурен околу физички ликвидации, не сум убеден во тоа. Не дај Боже. Но се друго сигурно ќе направат, па вклучително и тоа правење на вештачка опозиција, правење на, имавме впрочем такви примери и порано, правење на трети, на четврти блокови кои се финансирани де факто од некои бизнисмени во сенка. Значи, јас не верувам дека без борба ќе го предадат мечот. Помалку црно сценарио во услови кога де факто е промовиран нов специјален обвинител, дека големиот фактор на политичката сцена Вашингтон и Брисел се инволвираат околу неговиот избор и околу стабилизирањето. Дали мисле дека во такви услови баш би можело да се доведеме во атмосфера на политички и безбедносен реваншизам од оваа власт? Ние не можеме да очекуваме, мислам дека тука лежи најголемата замка во менталниот склоп на опозицијата. Се надевам дека набрзо ќе биде надмината. Не можеш да очекуваш Брисел и Вашингтон да ги надминуваат сите проблеми што ќе наидуваат на патот. Сите препреки, сите блокови на патот кон, би ја нарекол, нова демократизација на Македонија. Значи, ние имаме обвинител. Се очекувате дека секој дневно некој ќе издава упатства од Вашингтон или не знам од каде, од Капитол Хил, од Пентагон, од каде или од Брисел, секој ден денеска ќе работи што, а во среда ќе работи што. Ние мораме и со автономни сили во Македонија дело тоа и да завршиме. Тоа е наша домашна задача. Тоа е фраза во која се вели ние треба да си помогнеме себе си за и поинаку да не гледаат надвор. Меѓутоа сега таа фраза е скроз первертирана. Тие велат Брисел треба да не направи подобри за да не примаат утре во Европската унија. Не. Тука мора да има некој сооднос. Не може без внатрешен влог да се демократизирате. Од 2001 беше слично. Луѓето тоа не го знаат. Мораше да има минимум од политичка волја, барем на потписниците на рамковниот договор, за да се направи Македонија таква каква што, да се оттргне од прегратките на тотална војна и на распад. Не можете само домашната волја која нема да ја субституирате со меѓународен фактор. Ќе ви дадеме сега обвинител, сега ќе ви ги напишеме обвиненијата, утре ќе направиме, не знам, суд или специјални судски оделенија кои ќе ги судат, на крај ние ќе ги пикнеме во затвор овие што сгрешиле и вие така понатаму ќе се демократизирате. Тоа ни децата во градинка не им го прават васпитачките. Повторно околу општиот политички и партиски амбиент се појавува движење во услови во кои, например, СДСМ, условно кажам, се дистанцира од така речената граѓанска обединечка сила која се појави на протестот. Дали е тоа резултат на заштита на граѓанскиот сектор пред партизацијата или пак е тоа непромислен чекор во кој тие така речени трети опции, граѓанскиот сектор се бута во предгатките на финансиските мокници, некакви реинкарнирани политички личности и така натаму? Има две точки, по мене најбитни во целиот комплот што го спомнувате. Прво, невозможно е комбинација меѓу невладини организации и политичка партија да претендира да остане до изборите. Невладините организации се борат начелно за вредности, а политичките партии освен за вредности и за власт. Оваа коалиција за граѓаните за Македонија беше формирана врз основа на политички документ кој го потпишуваа и го потпишаа над 80 невладини. Дел од нив онлайн, дел од нив во живо. Дел од нив во своите статути имаат забрана да бидат во формална со документ коалиција со политичка партија, особено во предизборен период. Значи, зашто сакам да кажам? Таа коалиција беше нужна во тој момент, во тој облик, потенциран во тој облик. И само морам да бидам искрен. Начинот на кој СДСМ излезе од таа коалиција беше несоодветен. Мораше да се најде друга формулација, друг вординг,
кажано модерно, и да се каже, ние имаме и понатаму исти цели со овој голем конгломерат на невладини кои има за цел демократска, слободна и така на просперитетна Македонија, но од сега натаму, бидејќи ние влегуваме во влада, опозицијата влегува во влада со неколку министерски ресори, се враќа во собрание и датум на избори е закажан 24 април до година, ние ќе соработуваме на друг начин. Значи, продолжуваме да соработуваме, но не врз основа на политички документ. Тоа требаше само да се објасни и гледам многу луѓе во невладиниот сектор, ми се јавува мене или на некои други кои се околу опозицијата, што ова значи сега. Зашто бидејќи тоа беше лошо објаснето со едно соопштение кое требаше да биде заменето со жив збор и во директна комуникација со тие луѓе кои објективно во многу, реално, во многу ја подбутнаа опозиционата кауза на 17, пред 17 и по 17 мај. Пендаровски, дали испуштена шансата, без оглед дали зборуваме за движење, за обединување на така наречени опозициони или било какви коалицијски партии као блок на невладини мали партии така натаму, испуштена шансата за така наречени обединувачки фронт по принципот на пример на српскиот Г17. Не, затоа што ние го имавме Г17 или Г20, зависи за која држава зборуваме, ние го имавме ДОС на 17 мај. Објективно. Значи, гледа, имате 15, ја мислам дека последната бројка е 16 политички партии, 83 невладини во тој момент и индивидуи, баш поединци личности. Да, ама се растури. На начин на кој зборуваме растури... со вокабулар, па дури и со политички постапки. Јас не знам што реално, што точно се случува во моментот. Јас се надевам и верувам дека не се растури во политичка смисла. Значи, нема документ со кој сме обврзани да соработуваме и да координираме дневно, меѓутоа ние остануваме во истиот вагон, во истиот воз кој оди кон целта. 24 април мора да биде датум меѓник. Ако ние не ја обновиме демократијата во Македонија до година, јас сум го кажувал, сум го пишал многу пати, стојам за таа теза, колку год да е застрашувачка, ние ќе влеземе во директна диктатура. Како ги толкувате овие најави? Па без оглед дали е тоа од Георгиевски за кој се тврди дека со Црвенковски договориле 2001 година амнестија меѓусебна и така натаму, дека сега повторно се враќа димензијата на можно амнестирање на овие главни политички фактори, Груевски и Заево, сето прислушување, на тој начин да се стиша тензијата која де факто би значила Македонија дефинитивно да ја нема, зашто мислам дека од овој момент, ако тоа се случи, Македонија ќе стане оаза на мафија и на криминал. Немаме дилеми околу тоа. Значи, околу квалификацијата, околу дијагнозата, што би се случило ако криминалните актери од било кој период на македонската независност бидат амнестирани, зборам за крупните риби, нема дилема дека ние ќе станеме само држава на име или на хартија, нема да бидеме де факто држава со сите прерогативи. Имаше многу шпекулации, уште додека траеше преговарачкиот процес во Брисел, во Страсбург и потоа во Скопје, дека такви непристојни предлози доаѓале на маса од различни страни, најчесто од меѓународен фактор, некој меѓународен фактор. Она што јас го знам, што ми е потврдено во разговорите со челниците на опозицијата, дека тоа било одбиено со индигнација и во тоа воопшто не е влезено како тема. Ви кажувам, кога некој би влегол во тоа, еве утре, задутре, имаме специјален новинител. Одиме, се надевам, кон новиненија наредниот период. За било кога. Но никогаш на јавна сцена такви конспиративни разговори или договори не се прават. Секој што се прави во тет-а-тет разговори. Но зборот ми е, може да е направено. Ја не сакам да верувам, одбивам да верувам, тоа е било гнасно. Не верувам, ги знам луѓето кои евентуално би го направиле тоа од страна на... Немам дилеми дека луѓето од власта би го направиле тоа. Ти имаат многу што за простување. Тие имаат и тоа како имаат конечно и доволно пари украдено за да живеат 5 живота понатаму прилично лагодно. Не верувам дека било кој од опозицијата би си дозволил таква работа. Знаете зашто? Не може да го протурка тоа. Значи вие можете каква сакате конспирација да направите, не за амнестија, за било што. Еве, имавме често муабети за името. Ќе го смениш името и никој нема да знае и утре ќе се викаме не знам како. Не може. Мора да доеш во институциите. Во тој момент ја ви тврдам, сите што беа до последен десетици и десетици илјади луѓе во мај, на 17 мај. И сите слободарски граѓани, колку год да звучи као фраза, душата ќе му извадат на тој што евентуално би го потпишал тоа. Нема да го остат у таа фотелја у која е. Значи ја не се сомневам, мислам дека шанси нема за такво нешто, али ако има, во интерес на нашата заедничка иднина, ние мора да му земеме мерка на тој човек или на тие луѓе. Стево Пендаровски во топ интервју, после домашните сцени се враќаме на аспектите на мигрантната политичка сцена, мигрантите, потоа можното затварање на границите, потоа Сириза и неговите проценки уште во февруари дека тоа ќе биде од краток здив и дека ќе дојдат до нови избори и се разбира
Она што е најсимптоматично, тоа е дали воопшто во ова геостратегија Груевски може да се извади на така речената мигрантска карта и формирање на бегалски кампови во Македонија. Стево Пендаровски во топ тема. Поштовани гледачи, имам обврска да ви кажам дека нашето излагување во амбиентот од традиционалното студио е резултат на обемните и завршни, финални подготовки на инсталирање на новата опрема и на комплетното ребрендирање на ТВ Телма, која најверојатно ќе се случи кон крајот на овој и почетокот на идниот месец. Господине Пендаровски, се сеќавам на интервјуто што го правевме во ТВ Телма околу изборите на СИРИЗА, бевте толку на тој момент ригидни што рековте дека ова нема да трае долго и дека ќе оди на избори нови и дека ќе мора да попушти пред притисокот. Како од денешна ситуација го гледате најновиот изборен резултат на Ципрас и особено оваа ситуација во која сега тој заговара многу работа и после компромисот што е направен со Европската унија и финанските жандари? Тоа беше интервју во јануари, после нивните предвремени избори. Тогаш звучеше ригидно. Морам да ви кажам, на социјалните мрежи некои од старите и младите партизани ме растурија во наводници на таа тема, велики дека каков е овој левичар или не знам кандидат на таа и таа опозициона коалиција, кога мисли вака за Ципрас. Не му дава ни 2 дена да здивне. Само мислам дека луѓето што критикуваа за тие квалификации не го разбра вашето прашање. Вие не ме прашавте за мојата желба. Ме прашавте каква е реалната ситуација во Грција и контекстот. Контекстот и тогаш и сега беше кафес. Мислам дека и тој збор го употребиве тогаш. Ципрас е во рамка, во кафес, не може да излезе и да сака. Држава која има и тогаш и сега 320 милиарди евра долг, не може да води самостојна ни внатрешна ни надворешна политика. Грчките избори последни... Но не дозволија да пропадне. Како што инаку фаталистички прогнозивавме банкрот и така натаму. Но тоа не е заслуга на Ципрас. Тоа е заслуга на неколку телефонски повици на Барак Обама до Ангела Меркел. Иначе, ако го оставевме Шојбле да ја решава судбината на Грција, тие ќе беа одамна во формален банкрот. Значи, тука големите сили се вмеша, немој да заборавите, не затоа што нечии пари ќе пропаднат, а во грчките банки се углавном заглавени пари на западните кредитори и инвеститори, не се на грци, многу поголем дел, околу 70% се странски пари, не грчки пари во оваа смисла. Меѓутоа, Грција има исклучително важна, многу пред оваа бегалска криза последна, исклучително важна геополитичка позиција. Значи, таа е буквално надгледувач, чувар на Медитеранот. Само Турција во нашето пошироко опкружување може да се смета за еднакво вредна во оваа смисла и тоа теоретски шанси нема на јужното крило на НАТО, вие да имате држава која е формален банкрот. Грчките избори во 2 збора се пресликување на тоа што го имавме во јануари. Значи, Ципрас ги изгуби само ние 2% што му избегаа во таа партија која ја формира отпадниците. Ја порази до нога, така да се ослободи. Исто, 9% беше разликата минатиот пат со неа демократија се 7%, ништо друго. Што се случува во Грција? Тоа е малку коментиран податок. 800.000 луѓе помалку гласаа сега него во јануари. Значи, голема апатија, он има доволна поддршка од грчкиот народ да продолжи да го прави тоа што го прави, но голема апатија, значи близу 1 милион луѓе не гласаа овој пат за било кого останаа дома, иако во Грција е задолжително гласањето, има прекршочни казни ако не гласаш. Зошто? Затоа што многу луѓе сватија дека Ципрас, иако му е прво работно место во живот. Никогаш ништо не работел, бил професионален политичар и активист. Дека практично за многу кратко време почна да ги имитира постарите грчки политичари и дека за кратко време се согласи на се што странските бизнисмени, инвеститори и кредитори го бара од него. Ако е Обама и САД, кои на геостратегијата играат со 1 деценија однапред, најмалку со 5 години однапред, и ако тоа го предвидувале како мигрантски бран, особено ова шпекулативна теза дека САД на еден или друг начин сака да ја намалат моќта на Меркел и на Германија и дека тој мигрантски бран е инструментализиран во геостратегијата. Дали тоа значи дека на еден или друг начин Вашингтон му не мигнува на Ципрас, која вели внимавајте, ќе ви ги испратиме сите мигранти кон Германија и кон Запад? Информациите што јас ги имам и она што можам да го видам, од она што е јавно достапно, тука постои зад овој огромен одеднаш голем мигрантски бран во Европа, постои друга голема игра, и таа игра играат најверојатно во еден дел Турција, во многу поголем дел Саудиска Арабија и некои од ти арапските држави кои не го сакаат Асад во Сирија.
И вели, ако Европа не влезе, не се качи во колава на тој пат, да го туркаме Асад, во тој случај ќе ги добие овие илјадници и милиони бегалци на своја територија. Значи, тие се обидуваат да направат поголем ангажман на Европа, која до сега реално беше апсолутно маргинализирана и по своја вина, воопшто не ја интересираа бегалците, значи да ни помогне да го деложираме, да го исфрлиме од Дамаск. Оваа теза има една мала слабинка. Саудиска Арабија е стратешки партнер на американците и се заштитени во оваа цела мигрантска криза и така натаму. Од друга страна, и Турција. Од друга страна, инволвираноста на Саудиска Арабија, односно абстиненцијата на Саудиска Арабија во приемот, зборува за тоа дека можеби американците го префрлаат своето интересно лого на голем договор меѓу Москва и Вашингтон токму околу Сирија. Сега имате позиција во која Франција, Вашингтон и Меркел исто гласно зборува дека Асад треба да биде политички фактор во разрешувањето на кризата. Чомски има две-три работи. Прво, стратешките партнери немаат секој пат еднакви интереси. Само еден доказ, скорешното минато. 11 септември 3000 мртви американци во центарот на светот, во центарот на Америка, ги направија државјани на Саудиска Арабија. Значи, неспорни стратешки партнери, неспорни. Четвртина од светски докажаните резерви на нафта лежат во таа држава и се до пред година две, додека Америка не ги направи овие нови технологии за вадење на нафта од шкрилци, тоа беше ултимативен интерес на Америка. 19-20 саудици направија масакар невиден после Перл Харбор најголем. Што тоа е, да немате дилеми, ние сме пријатели и другари, меѓутоа и Германија и САД се стратешки партнери, па Американската агенција за пресретнување на комуникациите ја прислушкуваше и Меркел. Немаме дилеми околу тоа дека некој пат можеш да имаш и локализиран интерес или национален интерес кој не влегува во големите планови на големиот брат преку барата. Сосема накуса за втората варијанта. За жал, ја би сакал као човек тоа да е точно, меѓутоа не постои во овој момент. Не можам да видам ни еден познат прееминентен воен аналитичар во светот кој предвидува дека сириската криза може да заврши брзо, затоа што Москва и Вашингтон и другите околу евентуално би се согласиле за заеднички пристап. Сирија е за жал дел од историјата. Сирија никогаш нема да се залепи како држава. Асад во овој момент не контролира повише од 25 до 30% територија, а контролира помалку од тој процент популација. Инаку Сирија имаше 24 милиони пред да почне војната. За жал, исто како со Либија. Тие би сакале да поддржат некој на терен кој е најак и кој после би ги изгазил во воена смисла другите и ќе имаме нов диктатор. Во Египет, после арапската пролет, имате идентичен автократ, само се вика поинаку, не се вика Мубарак. Се е исто, само не е Мубарак, него е Ал-Сиси. Овде не може да се залепи, бидејќи хетерогената структура на сириското општество не дозволува таков пристап. Дури и 2011 да имаше заеднички пристап на големите, мислам дека беше предосно за Сирија. Може да претпоставам дел од гледачите кои би реагирале што ме интересира мене во Сирија што ќе се случи геостратегијата, да видиме тука. Меѓутоа има еден многу важен именител, а тоа се мигрантите. Таа ситуација, иако бранот помалку попушта, сепак влегува во една фаза која е се уште неизвестна и во која Македонија не се снаоѓа најсрекно или најдобро. Ние имаме палета на реакции во која де факто правиме мини камп околу Гевгелија, па потоа имаме идеја на министерот за надворешни работи дека треба да размислиме да ги затвориме границите, што зборува дека ние не знаеме ни како, ни со кого, ни како да го менаџираме целиот аспект на бегалската криза. Тоа е жалосно, затоа што ние го имавме за жал најдоброто бегалско искуство во 99 со бомбардирањето на Косово. Околу 360.000 бегалци на наша територија, со голема помош и од западните донатори, ги вдомивме, така да кажам, во близина на македонско-косовската граница. 360.000, што е неспоредливо повеќе од ова што сега ни доаѓа. Добро, ама ние не успеавме од тој хуманистички и геостратешки потез да извлечеме некаков бенефит. Дури, морам да ви кажам, нити Љупчо Георгиевски, кој инаку немаше кооперативност кон страците, нити пак владата на Црвенковски. Едноставно, максимумот беше, да речем, условно договор за стабилизација и асоциација. Дури и сега, во менаџирањето со бегалската криза и општиот имидж во кој не третираат малтене како реална провинција, не успеаме да им кажеме на европјаните што све ние самите како држава направивме за да примеме 350.000 албанци во Македонија. Чомски, кој да го каже тоа? Значи, ние немаме формат. Вие ќе го кажете, вие бевте во тоа време... Треба да каже некој кој е во влада, треба да е званишен авторитет, власт.
Гледате со што се бават клучните луѓе во македонската влада, со земање провизии. И сега и денес, да немате дилеми, тоа не го правиле само пред 2 години. Тие поим немаат како треба да се организира. Целиот тој, со кампови, со организација, Значи, жалосно е што еден Вучич во Србија ни дава лекции нам и на целиот регион како треба да се постапува со бегалци. Еден човек кој доаѓа објективно од едно милитаристичко милје, има бекграунд таков како што има, тие успеа за недела дена да се трансформираат и денеска сите ги фалат од Берлин до Кина. Сите ги фалат како се справуваат. Значи, ние мораме да учиме и од собственото искуство и од луѓето само преку граница да погледаме. Во овој момент, по сите меѓународни извештаи, не само врз основа на единечни инциденти, некој полицаец или не знам поединец, или сме наплатиле не знам 25 евра, требало 2 евра. Во сите меѓународни извештаи, после Унгарија, нашите власти се смета дека имаат на најлош однос кон бегалците. И тоа никој не ви го простува, не само во некоја законска форма. Никој не ви го простува од човечко гледиште. Меѓутоа факт е дека Европа кон Македонија, особено во оваа бегалска криза, баш се однесува како макија. Не третира сами да се справуваме со првиот бегалски. Кажете ми, дали имате... На крајот на крајштата требаше Хан да дојде, нели? За да си направи собствен пиар, за да вети дека ќе дава 24 милиона. Ама знаете ли како ги даваат пари? Да. Ја ви кажам 99 како е правено. Не глорификувам никого што у тоа време бил, или јас сум бил ваму таму, некој нечи помошник. Не. Вие мора да направите план. Денеска ни доаѓа 2000, за тие 2000 луѓе ни треба тоа и на писмено да доставите во Брисел тие фондови да ви даваат. Ја ви тврдам дека до овој момент ние немаме никаква информација, а некој кандидатка сме за Европска унија. Ништо. Ние викаме, денеска има помалку. И као временските прилики, денеска врне, утре нема да врне. Че ние не предвидуваме што ќе се случи 6 месеци. Ама тоа не можете да го забележите само на оваа власт. Бегалската криза исто беше позиција во која се промовира. Блер дојде тука и рече 40 милиони фунта вака од Ракав. Ни Киро Глигоров, ни таа власт доставија програми за да ги ефектуираме нив. Тоа е грешка правеле се. Овие истиве зашто прават грешки? 25 години сме држава. Да ви кажам еден податок кој и постарите го има заборавено. Само од Босанската војна во Македонија влегува околу 85.000 бегалци кои транзитира исто кон Западна Европа и кон Америка и Канада. 85.000, многу поише него до сега што ни се влезени од Сирија. И тогаш бевме неорганизирани. Тогаш се вадевме дека сме таза држава. Зборувам за 92 од април, која изби војната во Босна, почна овдека да доаѓаат цели фамилии на граничниот премин на север. Меѓутоа после 25 години, 22, 23 години, срамото е да кажувате ние не знаеме што да правиме. Па ако не знаеш седи дома, не се нафаќа да водиш држава. Добро, Европа понуди да речем условно некаков паричен фонд. Дали тоа на еден или на друг начин нас не исправа пред опасноста, реално во Македонија, на некој од зоните Табануц или Гевгелија, да се формираат поголеми привремени кампови кои може да бидат, без оглед дали е 3 дена транзициониот период, може да бидат со подолга хуманитарна може да бидат ова што не знам колку нашата јавност која е бомбардирана со тривијалности од типот на сечење ленти за не знам што секојдневно по 100 пати, го знае, меѓутоа многу сериозни и влијателни кругови во Брисел заговараат не само да има распределба по квоти за земјите членки на Европската унија, него и за оние што претендираат да бидат тоа. Значи, има конкретен предлог од една многу влијателна организација во Брисел, пред 2 дена е доставен до оние што ќе решаваат деновиве, министрите за внатрешни и после и повисоките политички нивоа во Брисел, да целиот Балкан, пазите, имате држави на Балканот кои не се опатени воопшто со бегалска, Косово нема проблем, Црна Гора нема проблем, Босна нема. Сите тие, Бугарија, Албанија, сите тие, по незначаен број, сите тие, Бугарија исто така, сите тие да влезат во квотите кои ги подготвуваат. И се знаете што е квота? Пример да ви кажам, спрема GDP-то и спрема територијата, Македонија би требало да добие, да прифати околу 400.000, 400 само бегалци. И ние наместо да ја зграпчиме таа шанса и да решиме другари, еве е нашата проекција, ставете не во тие квоти со 400 луѓе. Ние дремеме и мислиме кој ќе ги добие следните избори. Дали е возможно актуелниот премиер во кокетирањето да се спаси, условно да кажем, од можното судско процесуирање, да игра на таа карта со Брисел и со Хан и да намигнува дека да, ние сме спремни да правиме еден поголем бегалски камп, да ефектуираме дел од напливот на мигрантите и на тој начин да ја купи условно да кажам лојалноста во менеджирањето со оваа криза. Може да се обиде, но нема да му биде доволно. Тоа е, да не ме свати некој погрешно зборам за луѓе со тажни судбини, тоа е ефтина карта. Единствената карта за која целокупната опозиција се плашеше и додека траја преговорите, а и сега утре заутре не знаете што може да понуди, бидејќи веќе нудел, може да направи да понуди нагодба за името евентуално. Народски кажано да го продаде името. Што нема да заборавите, на една од лентите
тие правата работа која не е чуена, јас сум имал среќа или несреќа да соработам со сите политички елити во Македонија, не сум ја чул ниво неформални кафеански разговори. Тие предлагаат во некоја нивна конверзација не една, две загради и не еден географски додаток или две. Значи не само северна, него и северна и горна, не со една со две загради. Тие луѓе се подготвени на се. Подготвени се на се за да останат на власт. Бегалската карта е ефтина за да се спасат, а ова другата е се уште актуелна. Ама има еден абсурд малку во целата оваа теза. Долго време ние се вадевме час во Грција избори, час во Македонија избори, нема кооперативност. Сириза направи еден добар потек со шефот на дипломатијата и доаѓањето и мерки на доверба и така натаму. Но дали е тоа позиција во која Груевски може да се пазари, во услови во кои вие во едно интервју велите нема договор за тоа, доколку нема реален политички, партиски и консенсус. Не, јас тврдам и изминатава година дана тоа го тврдам, од кога почна да се заострува политичката криза. Значи од блокадата на институциите со непризнавање на изборите, невлегување на опозицијата во парламент, јас тврдам дека прашањето за името е далеку од политички приоритет за било кој во Македонија. Значи ние имаме сега поголем влог. Ние треба да спасуваме држава. Не само во Македонија. Европската унија ние сме на дното на агендата со години. Ние овде имаме поголем проблем се. Ние треба да спасуваме држава. Пазите, ние зборуваме за афера која не е видена у светски размери, реално. И кризата во Македонија не стартува реално со бомбите, стартува 24 декември 2012 година. Ние сме 3 години у перманентна криза на институциите. И ние не можеме со козметички преправки да го решиме тоа или со нова партија која ќе победи. Ние мораме темелни претпоставки да направиме, да ги закопаме длабоко во земја, за да може на тоа да градиме куќа. Нашава куќа се распаѓа. Во овој момент тврдам, не постои политички фактор во Македонија кој мисли воопшто за проблемот со името. Ние прво куќава гори. Куќава треба да изгасиме пожаров, да ја спастриме, да видиме можеме и доаѓа лошо време, дождови, снегови, ладно, дали можеме да ја покриеме бар да не кисне. Инаку за името, јас мислам дека не можеме да предвидиме, меѓутоа тоа многу после следните избори, под предпоставка да се смени политичката власт, можеме да разговараме за името. И потоа ќе бараме тоа што ја го нарекувам стално триаголникот на можниот успех, не само волја у Скопје, каква волја има во Атина, во каква состојба е тамошната елита. Дали ќе биде Ципрас воопшто? Да се вратиме малку околу овој бегалски бранд и имигрантите со една друга димензија. Од чиста мира одеднаш во еуфоријата на затварање на Шенген границите и така речената урбанизација на Европа, и нашиот министер, шефот на дипломатијата, излезе со теза дека и ние би можеле да размислуваме на таква опција. Иако сме приврзеници на Европа без граници и итаме кон тоа. Меѓутоа, суштината на прашањето ми е, долго време бевте во безбедностни структури како шеф на Советот за безбедност, односно секретар. Кога излегува шеф на дипломатија, дали е тоа усогласено? Како став на влада, како став на шефот на државата и така натаму? Мислам дека е усогласено. Треба да биде усогласено во нормални држави, кај нас е уште повеќе усогласено бидејќи имаме само еден глас во владата, само еден човек решава за се, во сите ресори. Сите овие години назад, не за вака битно прашање. Инаку да ви кажам, не е случајно што таа изјава е дадена баш во Унгарија, баш после средбата со унгарскиот манер. Нели тој човек ние му дававме орденов дека за големи постигнувања во развој на демократијата, зборам за премиерот на Унгарија, и таа идеја е украдена од унгарскиот арсенал, што не е ново. И абсурдот е исто нека така. Проба, таа да ја каже Иванов ја тестира Европа токму пак преку интервју за полски за нека проба изјавата за во изјавата вели ограда или комбинирано со војска. Пазите, 2015 година. Нека проба таа изјава да ја даде во Берлин, баш ме интересира каква реакција ќе има. Каков е ставот околу тоа што ние до година, до јуни, ја продолжуваме така наречената кризна состојба и на одреден начин излегувањето на армијата од сопствените граници, донесувајќи од своите касарни, донесувајќи на граници? Тоа е легално. Легално е. Кога полицијата не може, нема такви капацитети да се справи со големи кризи, го имавме и порано тоа. И 2001 го имавме. Армијата за одреден временски период со одредена бројка на припадници се дава во припомош. Не е спорно тоа е легално од секој аспект. И таа кризна состојба што ја спомнувате е само за пограничната зона, колку ја знам, значи не станува збор за поголемо подрачје. Добро е што ја има, али тоа е повторно на хартија. Ние имаме практично страшна несинхронизација на битните органи. Како е можно, ме прашувам? Значи може приватник да ви продае шише вода за 10 евра. Не може државна железница да ви продава карта 5 пати поскапа него што била довче. Не можете да ќаруете на маката на тие луѓе. 25 евра или колку рекоа карта до Скопје. Тоа е нехумано.
Тоа е срамно. Државен орган е тоа. Државна институција тоа, не некој приватник кој вика ќе ќарам ја кило банани не знам колку. Државните железници ќаруваат на бегалците. Па ја мислам ни Орбан не го направил тоа. Поштовани гледачи, бевте, односно го следевте интервјуто со Стево Пендаровски, универзитетски професор, кој се надевам дека ги слуша реакциите на јавноста, оти на еден или друг начин мешетари со разни слободарски движења и така натаму. Дали сте доживеале коментар дека на еден или друг начин, бидејќи станувате, кога во јавноста се појавате, станувате доста остар, дури на моменти сте поостар од шефот, моменталниот шеф на опозицијата во однос на власта. Коментарите се тоа и Стево ќе го купат. Со што би ве купиле? Па веројатно со пари. Каква ви е цената? Морам да ви кажем една работа. Они не знаат. Има една многу мала категорија на луѓе. Сега треба да се фалат. Ова звоното веројатно Голем одмор. голем одмор. Значи, многу мала категорија луѓе. За жал, малцинство се во Македонија. За жал. Кој не може да ја купи ни една пара. Значи, ја ви тврдам дека јас сум од тој материјал направен. Добро, ви благодарам уште еднаш, поштовани гледачи. Следевте интервјуа со началникот на Генерал-штабот Методија Величковски и со универзитетскиот професор Стево Пендаровски. Уште еднаш повторувам дека можеби оваа недела и натаму нема да не гледате од студиото на Топ Тема поради генералната и финиш реконструкција на студиото со новата опрема, новата модерна опрема што ТВ Телма ја инсталира. Ке не гледате во едно модерно издание, подинамично веднаш на почетокот од наредната недела. Пријатно и утре сте со Боби Христов.